продолжиме со изучувањето на книгата Дела на апостолите, во која се опишува градењето на најграндиозното, најважното дело на земјата. Последниве денови, па и недели, скоро нема ден, а да не се говори за големиот проект или најголемиот проект во историјата на Македонија, кој се подготвува, најголемата инвестиција, тоа е изградбата на 100 километри автопати. И се вели дека тоа немало поголема инвестиција во историјата. Пред 200 години, некаде 1860-тите години, веднаш после граѓанската војна во Америка, исто така се најавува и се остварува еден голем, грандиозен проект, кој навистина во тоа време е грандиозен проект, изградба на 3000 километри железница, која треба да ги спои трансконтиненталната железница, која треба да го спои истокот и западот во Америка и така да донесе помирување во таа раскарана нација. И за 5 години е остварен проектот. И тоа во време кога се работело само со лопати, немало багери, немало ништо. И навистина најавувани во тоа време во Америка како најголемиот Божи проект на земјата. Од денешна перспектива погледнат, тој проект, кога луѓето нели се стремат да освојуваат Вселената, е смешно, бидејќи денес со авиони се поминува земјата за неколку часа од едниот крај до другиот крај. И во таа се е релативно, да, тогаш било голем проект. Денес за нас е голем проект 100 километри патишта. И што навистина е во едни вонвременски рамки голем или грандиозен проект. И сметам дека во тој поглед имат вечна важност зборовите, мислата на Спрџан, кој вели Евангелието е најголемото од сите Божи дела. Тоа ги окупира Божите мисли и дејства во сета вечност. И навистина е така. Евангелието, спасението на изгубените, градбата на црквата, тоа е дело на земјата кое во Божите мисли уште пред да постои било што, уште пред создавањето. Тоа е толку големо, толку значајно дело за Бог, што тој дури си го даде својот син. И навистина, ево право Спрџан кога вели дека тоа е најголемото дело кој го окупира Божиот ум. Спасението на изгубените и градењето на црквата. Самиот Христос вели за себе дека тој е неговата цел да изгради црквата. И до таа мера беше важно за него тоа дело што си го даде животот. Павле вели дека црквата е подпората или темелот и столбот на вистината на земјата. Нема друг столб освен црквата. И заради тоа, апостолите си ги дадоа животите, зашто сватија, разбраа во какво дело се вклучени. И не само они, милиони маченици, посветени луѓе си ги давале животите. Не само во смрт, не само што оделе во смрт, туку си ги предавале животите, служејќи посветено. И затоа Павле одеше од земја во земја, од град во град, од континент на континент, бидејќи беше свесен во какво дело е вклучен. Кога го разгледувавме крајот на второто и почетокот на третото патување, ние видовме една рута која што ја помина од Кесарија до Ерусалим, од Ерусалим до Антиохија, од Антиохија до јужниот дел на Галатија, галатиските цркви. Тоа е рута од повеќе од 1000 километри. Павле ги помина не во денешни услови, бидејќи во пустини, во опасности, во глад, во жед, во ладно, во топло, во затвори, во тепање, зашто знаеше во каков проект е вклучен. Нема поважен, нема поголем проект
дури во Божите очи, бидејќи за ништо друго Бог не си го дал својот син освен за спасението на изгубените. И во таа смисла, нели, прашањето, изучувањето на оваа книга не поттикнува да се замислиме, да си го поставиме прашањето, свесни ли сме ние во каков проект сме вклучени? Свесни ли сме ние каква привилегија ни дал Бог да не повика не во градини на неколку километри автопати, кои утре ќе бидат надминати можеби заради нови видови на превоз, но во едно дело кој има вечно значење и во Божите очи, во Божиот план, во Божјата економија е најважното. И овој текст што ќе го разгледаме овдека не подсетува на таа грижа што има апостолите, посебно апостол Павле, кој повторно заради грижата на црквата, градењето на црквата, посвети енергија, усилби, време. Не му беше тешко цела вечер до Сабајле да поучува, да го поучува Словото, да биде со верните луѓе. Ајде да видиме како почнува 20 глава на книгата Дела на апостолите. Првите стихови се: кога стигна времето, Павле ги повика учениците и откако им даде упатства, се прости со нив и тргна на пат кон Македонија. Значи, Павле е во Ефес во овој момент. Минатиот пат говоревме за неговото служење во Ефес. 3 години продолжува тоа служење. 2 години проповеда или поучува во училиштето на некој Ситиран, а вкупно 3 години ќе видиме следниот пат кога ќе биде она конечна разделба со старешините во Ефес. Тој ќе им каже дека 3 години деноноќно ги поучувал јавно, на улици, во куки, секаде каде што можел. И како резултат на таа посветена служба, например во 19 глава, 10 стих, Лука ќе заклучи дека Господовото слово го чуја сите и во Ефес и во цела Азија. А пак во 20 стих е заклучокот на Лука дека Господовото слово се засилуваше, добиваше уште повеќе сила и надмоки во Ефес и во цела Азија. Тоест го надвладуваше тој окултизам, тој паганизам, освојуваше, победуваше. И до таа мера што почна да биде загрозувано поклонението, онаа славно поклонение на Афродита, тоест на Дијана, на Артемида Ефеска. До таа мера што луѓето почна да ги палат окултните книги со голема вредност и занаечиите кои изработувале реликвии за Артемида почнале да губат печалби, се крeva еден голем бунт. Пишува Лука дека целиот град се крена, и амфитеатрот, оној голем амфитеатар кој можел да собере 25.000 луѓе, бил полен, сите врескале, Артемида е велика. Меѓутоа, Бог ги штитеше и Гај, и Аристарх, и Павле, и сите негови ученици, никој ништо не можеше да им направи. На крајот се смири толпата, се смири вревата, но Павле разбра дека дошло времето да си оди од Ефес. И пред да го напушти градот, ги собира учениците, ги утешува, им даде упатства, збороте, сте ги загубиле пак фунтовите грчки, зборот е, он истиот збор што се употребува за Светиот Дух, нели, утешител, ги утешува, зашто ги остава во многу така деликатна ситуација. Градот врие против црквата, против Евангелието. И Павле ги остава буквално во тој зовриен град. Занаечиите нема туку така да се откажат од своите печалби. Меѓутоа ги утешува, ги охрабрува. И се разделува од нив. Следниот пат ќе го видиме, ќе видиме она нели конечна разделба кога пак се врати во близина на Ефес. И тргнува од планот на Павле е да ги посети повторно македонските цркви и да им даде упатства. И повторно оно избор, нели, да ги утеши, да ги охрабри црквите во Македонија. И во Грција таков збор нема во Библијата Грција. Во Ахаја.
Збор Грција нема во Библијата. Не знам зашто упорно го користат тој збор во преводите. Во Ахаја да отиде. Меѓутоа, овој дел тука, во вториот стих, тоа е едно долго патување кое Лука на брзина го поминува, меѓутоа имаме информација за тоа каква е рутата на Павле од други места, например од 2 Коринтени можеме да видиме. 2 глава, 3 глава. Значи, ќе се, ќе употребиме пак на наша карта што ја користиме постојано. Павле се наоѓа во Ефес. Намерата е да ги помине македонските цркви, оди по копне на север до Троада, кој е до Троја, град до Троја. И тука, додека пак е во Ефес тие 3 години, добива вести за основаните цркви во Македонија и во Ахаја, посебно црквата во Коринт. И разбира дека таму има сериозни проблеми во Коринтската црква. Дека таму христијаните се скарале и разделиле по сите линии. Дека има луѓе кои следат еден авторитет, Павлов или Петров или Аполосов, и се докажуваат, тоа се фалат кој кој поголем, тоест кој поважен човек следи. Потоа натре се испокарани поради некои други прашања, па дури и на судови се дават, на оние светски судови се тужат едни кон други. Има неморал страшен, па има поделено оние што јадат месо, оние што не јадат месо, жените не ги слушат мажите, тоа е најголемиот проблем во црквата, меѓу другото. На Господната трпеза се собираат богатите, јадат, пијат, се упиваат и потоа кога ќе додат по сиромашните, остануваат гладни, има социјална поделба, се фалат кој има поголема дарба, него многумина или некој проповедаат дека Христос не воскреснал, нема воскресение, многу проблеми во црква, сериозни проблеми. И тоа многу погодува Павле. Таа грижа што тој ја има за црквата, за тоа важно дело на Бог. И пишува послание од Ефес до црквата во Коринт, го праќа преку Тит тоа послание. И кога го напушта Ефес и оди во Троада, тој очекува во Троада да го сретне Тит. Враќајќи се од Коринт, да чуе има ли некакви промени после посланието, дали е подобрена ситуацијата во црквата. Например, за тоа можеме да прочитаме во 2 Коринтени 2 глава. Какво е таа втора посета на Павле на Троада. Додека тој оди во Троада со својата главна цел да проповеда, да го проповеда Евангелието. Тоа е мисијата на Павле. И во тој поглед вели, Бог ми даде отворена врата да проповедам. Да го проповедам. Таму веќе има црква која е основана на почетокот на второто патување, додека Павле се врти во Азија, барајќи можности за служење. Тоа е во Троада за време на втората. Тоа е втората посета. Ова сега Бог му дава отворена врата за Евангелието, меѓутоа не го наоѓа Тит. Не уште доеден Тит. Не знае каква е реакцијата на посланието што го пратил преку Тит. Не знае дали се променило нешто или станало уште полоша состојбата во Коринт. До таа мера Павле е загрижен за црквата, до таа мера тој е неспокоен, има немир во себе, што дури и не му се проповеда. Бог му дава отворени врати, вели, духот мој немаше спокој. И го напушта градот Троада и оди во Македонија, очекувајќи некаде попад да го пресретне во некој од црквите во Филипи или во Солун, да го пресретне некаде Тит. Може си представите Павле, кој бара постојано да најде малку отворена врата, да каже за Словото, е во таква ситуација во која што, иако му отворена вратата, вели, немаше спокој и си оди од Троада. И тоа е грижата. Грижата за црквата. Знае дека во Коринт има сериозни проблеми и тој не може да спие. И оди во Македонија и додека и уште не може да го најде Тит, каде се наоѓа, до кај стигнал со одговорот, и вели, кога дојдовме во Македонија, никакво спокојство немаше телото наше. Од секаде бевме притеснати во маки, од надвор борби,
однатре страв. Едно големо неспокойство. И да, навистина тој го напушта, ја напушта Троада и оди во македонските, да ги посети македонските цркви, да ги охрабри, оди во Филипи, во Солун и тука некаде го наоѓа Тит доаѓа. И со охрабрувачки вести има позитивни промени во црквата и од тука некаде повторно пишува послание до коринтијаните. Во кое што ја најавува намерата од кога ги посети македонските цркви, да отиде повторно во Ахаја и да го посети Коринт. Меѓутоа, Павле, пред да отиде во Коринт, и тоа го разбираме од Римјаните, 15 глава, оди многу на запад, оди до Илирик, тоест некаде, може би, Јонско море, брегот на Албанија, Хрватска, и оттаму се враќа во Коринт. И останува, според својата намера, 3 месеци, тоест додека да помине зимата. Како што, знаеме на крајот од второто послание до Коринтијани. Значи, тоа е планот, вториот стих, што тоа е рутата на Павле, повторно грижа за црквата. Грижата за Коринтската црква, која што е се најмногу проблеми, ги посетува македонските цркви, ги охрабрува, заминува во нови територии, кои досега не ги евангелизира. Не знаеме многу за неговата служба во Илирик, зашто нема ни послание, немаме никаков податок за таа негова служба, но знаеме дека бил таму и се враќа во Коринт, каде што останува 3 месеци и потоа, вели од Коринт, сака да отиде веќе во Ерусалим. Тоа е за Пасха, тоа е неговата желба. Има и друга мисија, меѓу другото, додека ги посетува македонските и ахајските цркви, тој собира помош за бедните во Ерусалим. Црквата во Ерусалим е финансиски погодена, има глад. И тоа го пишува во второто послание, собрал помош од македонските цркви, кои, меѓу другото, дали и повеќе од тоа што можеле, дори гледајќи колку многу даваат, на Павле му станало непријатно да ги земе. Тие пари, но ти инсистирале, не, сакаме да ги земеш. Тоа го пишува второто послание до Коринтијаните, 8 глава. Така да со таа мисија сака да се врати во Ерусалим. И најнормално би било да оди со брод од Коринт директно до Кесарија некаде. Меѓутоа, разбира дека се спрема атентат, заговор против него, и затоа тргнува пеш. Бог повторно го спасува. Бог многу пати го спасува животот, или како што вели Весли, ние сме бесмртни, но до моментот до кој што ќе се извршиме работата. До моментот додека имаме работа, додека Бог има работа на земјата, ние сме бесмртни. Никој ништо не може да не направи. Тогаш веќе стануваме смртни кога Бог е завршил сета работа што имал за нас. И тоа гледаме често во животот на Павле. Сакат да му направат атентат и Павле вели, па нема да одам со брод, и тргнува пеш, тргнува покопно, повторно низ македонските цркви. Со него има група соработници од различни цркви, од Солун, од македонски, од ахајски и од азиски цркви. Представени се овде дека тие луѓе одат прво до Филипи. Во Филипи е Лука. Уште на почетокот на второ патување, кога е основана црквата во Филипи, таму останува Лука. И сега гледаме дека откако го празнува празникот на бесквасници или Паската, тргнува од Филипи, оди за Троада, а подоцна се придружуваат и Лука со некоја друга група христијани и таму сите се среќаваат во Троада. И тоа, тоа патување, тоа е крајот на третото мисионерско патување на Павле. Кој почнува од галатиските цркви, па до Коринт, па после пак еден круг до Ефес и пак до Коринт и до западните делови на Албанија или на Илирик. И така, и потоа што се случува? Таму остануваат една недела. Пишува 7 дена останале, една седмица во Троада. Меѓутоа Лука
веќе како очевидец, гледате од прво лице, множина говори, како очевидец на настаните, го дава само последниот ден на посетата, тоест денот кога има богослужба, во неделата. Тие се собрани во една соба, горна соба, тоа не се многу големи соби, тоа е третата посета на Павле на Троада. Седницата не била многу голема, за да бидат собрани луѓето во една соба, која сигурно била и помало од оваа. Може би се стуткале повеќе, но не може да собере многу луѓе. Мала заедница. Осветлена со многу светилки, пишува овдека, нели? Кај пија? Горната одаја имаше доста светилки. Горна одаја, горна совичка. Мала групичка. И ние би кажале, што може да направи оваа групичка мала во еден град. Сите групи, сите општества кои се создадени во времето на апостолите били такви, мали групички. Меѓутоа распрснати низ целата империја. И тие мали групички ја променуваат империјата. Не големи цркви, не мега цркви. Овие мали групички. Ама тие мали групички се посветени, гледаме, на Словото на Бог, се посветени на молитвата, се посветени на службата. Не е важно колку е голема црквата, важно колку е силна црквата. Зашто инаку имаме голема површина и кога ќе гребнеме, плитко, нема ништо. Како кога ќе видиш оддалеку некоја водна површина и ќе тргнеш и видиш дека е кал, нема вода, се е кал. Може би кога има само 1 сантим вода. Тие цркви беа здрави цркви и ние ќе видиме поради која причина, зошто, што значи да се биде здрава црква. Службата е на првиот ден во седмицата, тоест во недела. Не е понеделник првиот ден, е недела. И ова е многу интересен податок, бидејќи и на друго место Павле говори за првиот ден на седмицата, за неделата, како ден во кој се собира црквата. И зошто е тоа така малку чудно? Бидејќи првите цркви, првата црква во Ерусалим е основана во еврејски контекст од евреи. Апостолите се евреи. И понатаму во останатите градови во империјата, на секаде каде што се основаат цркви, тие прво се основа во синагогите. Во синагогите беа првите христијани кои ќе поверуваат, потоа излегуваат синагогата и создаваат цркви. Така да нема општество црковно во Римската империја кој не е еврејско или мешано во крајен случај. И тие евреи кои со векови свикнале сабота да им биде ден за поклонение, бидејќи Мојсеевиот закон го одредува саботата како ден за одмор и поклонение, и дури има закон за саботата, и дури има одредба со која се пропишува смрт за нарушување на тој закон за саботата, тие евреи, и покрај таа долга традиција вековна, неделата го одредуваат како ден за собирање, за поклонение. И таа промена, радикална промена, можеме да ја оправдаме единствено со реалноста на Христовото воскресение. Требаше да има навистина многу силен настан, многу силен повод за тие луѓе навистина да почнат да се собираат во неделата. Уште една потврда е тоа дека Христовото воскресение е вистиното воскресение, зашто тие луѓе, евреи, кои почнаа да се собираат прво во Ерусалим во неделата, беа сведоци на Христовото воскресение. И ве поттикнат. И тоа значи всушност служба во недела. Тие се собираа во неделите, почнаа да се собираат во неделите, за да го прослават Христовото воскресение. И не знам колку сме ние свесни, всушност секоја недела знаете што е? Велик ден за нас. Зашто ние секоја недела се собираме свесно или несвесно, токму поради таа причина, зашто во недела воскресна Христос. И ние секоја недела со присуството овдека тоа сведочиме.
дека Христос навистина воскресна. И го објавуваме во светот воскресението на Христос. И на друга активност има, што ќе видиме овдека, многу тесно поврзана со тоа, со реалноста на Христовата жртва и Христовото воскресение. Службата е вечер, бидејќи пише дека многу светилки имало во собите, исто така пише дека Павле проповедал до полнок, бидејќи тогаш се случува нели оној немил настан. И тоа е праксата на раната црква да се собира навечер. Поради практична причина, немало утрински служби, вечерни биле. Утрински биле во саботите, собирањата во синагогите и во храмот. Меѓутоа, црковната служба е навечер, бидејќи прво, недела не е ден, неработен ден во древното општество, и второ, најголем дел, тоа го потврдуват историските податоци, најголем дел од верниците во древната црква биле робови. Прво меѓу робовите се ширило евангелието. А тие работеле. Господарите не работеле ништо. Трудот било понижување за господарите. Затоа робовите ја вршиле целата работа. И тие биле зафатени преку цел ден, освен имале малку време околу пладне и попладне. И работеле некаде до 6 часот навечер и после тоа се собирале некаде околу 7 на служби. Тоа е вообичаено за древната црква. И она што Павле овде како истакнува како активност, тоа е Лука, се извинувам, како очевидец, овде ке имаме служба од прва рака, извештај за служба од прва рака, или директен пренос, така да кажеме. Лука како сведок пишува што се случува овдека. Една служба која не наликува многу на нашата, денешната служба, во многу нешта, нашата служба, денешната современата црковна служба е променета, за разлика од древната, но има едно нешто кое, не едно нешто кое останало од древноста. И денеска во црквите луѓето заспиваат, како што нели тогаш се случило. Се заспило едно момче. Има две работи кои се сигурно дека во црквата имало и песни и молитви, како што пише во Ефесијаните, нели 5 глава, која беше. Меѓутоа, Лука решава за две работи, да каже, како две основни суштински работи за службата на древната црква. Тоа е проповедта на Словото и Господовата вечера. Тие две работи се издвоени. Дека кршеа леп и Павле го поучуваше Словото до полноќ. Раната црква на секоја собирање, значи секоја недела, кршела леп. Зашто се врти во раната црква околу тој момент, а тоа е жртвата и воскресението на Христос. Жртвата на Христос, делото на крстот, неговото воскресение е таа парадигма околу која се врти животот на раната црква. Таа крвта на Христос на Голгота или земјата кај што капела се уште била, така да кажеме, мокра. Тој спомен се уште бил свеж. Се уште имало луѓе кои го виделе тој настан. Го виделе страдањето, умирањето на Христос. Меѓутоа, самиот Христос го даде тоа како заповед. Последните работи, што ви кажа учениците, последните, буквално едно од последните нешта, пред да се раздели од нив, беше токму тоа. Јадеше со нив, кршеше леп и им рече, правете го ова за мој спомен. Заповед беше тоа, дадена за црквата. И раната црква ја исполнуваше таа заповед секојаш кој ќе се собереше. Со текот на времето почнува тоа да се променува и станува како некаков ритуал. И дури во некои цркви станува од сезона на сезон, во одредени сезони, за празник, настани и така натаму, кога има свадба или кога ќе умре некој или кога има Великден, во такви настани сезонски. Црквата треба да живее со Господовата вечера, бидејќи е Христова заповед, а и бидејќи тој е клучниот настан, кој треба постојано да не подсетува на суштината на нашата вера, кој доаѓа од жртвата на Христос, на крстот и неговото воскресение. Самиот факт дека се собираме во недела
го покажува тоа и Господовата вечера. Калвин во институтите каде што пишува, во делот во кој што пишува за Господовата вечера, вели дека црквата треба да зема Господова вечера барем еднаш во неделата. И тоа барем, кажува, почесто, ама барем еднаш во неделата, со што ја критикува црквата која го прави тоа еднаш во годината или неколку пати на 3-4 месеци. А пак Спрџан, исто така, критикувајќи го тоа периодично зимање на Господовата вечера, вели: срамота е за христијанската црква што го ограничува служењето на долги периоди. Оние кои знаат сладоста на секој Господов ден, славејќи неговата вечера, не можат да бидат задоволни доколку ја одложуваат на поретки сезони. Ако си ја вкусил сладоста на Господовиот ден на службата, средбата со Христос и преку Господовата вечера, ти ќе бидеш незадоволен ако подолго време таа отсуствува во црковниот живот. Так, тоа Господовата вечера, и тоа е како еден модел на црквата во која служи апостолите. И првата црква во Ерусалим, кога беше основана, како заклучок што го дава Лука на крајот на 2 глава. Токму тоа го пишува, дека црквата се собираше да крши леп, да го поучува словото на апостолите и да биде заедно. Тоа е суштината на црквата. И второто нешто што го кажува овдека, нели, се собравме да прекршиме леп, и раше со нив, и тука зборот расправаше, токму она поучуваше за словото, не приказни, не се кажува, словото е во суштината, словото. И тоа до полноки. Значи некаде 4-5 часа. 4-5 часа проповед. Да, имало дел одделени на јадењето, заедничкото јадење, меѓутоа барем 2-3 часа било од тие 5 часа проповед. Денешната црква го ограничила како стандард проповедањето на 30 минути. Тоа е еден така стандард за црквите во светот. А тоа значи дека има цркви, и јас сум бил во таква црква, кој што 15-20 минути треба, не повеќе проповед. Инаку, веднаш ќе се јави незадоволство, ово многу проповеда. 20 минути, 15-20. Некаде се проповеда и по 50 минути, некаде и по 1 час. Но вистината е дека црквата денес го загубила тој копнеш, тој фокус на вистина поуката која произлегува од изучување на словото, да биде како еден важен централен дел на службата. Затоа ќе говориме повеќе следниот пат, кога Павле ќе говори за својата служба во Ефес пред ефеските старешини, пред да се раздели со нив, што потенцира тој најмногу. Меѓутоа вистината е дека денес црквата нема навика да слуша. И не е проблемот до навиката, нема глад, нема жет. Ние говориме за ово општество кој беа мали, а го промени светот. Бидејќи не им тежеше, не им беше тешко да го слушат Павле да зборува со часови. И сега, во тоа време немало часовници, и можеби тоа е предноста, и ние немаме часовник, сме решили да не ставаме часовник, меѓутоа си имаме на раката часовници. И можеби добро пред да влегуваме да ги ставаме таму и телефоните и часовниците, за да се губи ориентација за времето. Зашто е многу непријатно кога луѓе почнуваат стекот на времето да погледнуваат колку е часот или колку време проповеда некој. А пак по-страшно кога ќе почнат да чукат, да тресат, сега, да не престарал часовникот, поминале 30 минути како 2 дена да поминале. Црквата беше прво гладна за словото. И тогаш, како што кажав, заспивале луѓе, ама се тоа било младо дете, момче. Зборот овдека не и наис, значи дете од 10 па до 14 години. Ако било 10 годишно, било стварно многу мало. Предпоставам дека било некаде 12-13 години младо момче, кое деки на полнок е загубило битката со
со дремката, какош, нели, тоа е тешка битка. Тоа е една од најтешките битки на богослужбата. Детето било на прозорецот, седело на прагот на прозорецот. Можеме некако да направиме реконструкција на тој настан. Мала е собичката, луѓе има, светилки многу кои се на масло, кои испаруваат, станува тежок воздухот, помалку кислород. Ако знаеме дека Павле од Корин доаѓа на крајот веќе на зимата, пролете, топло е времето, отворени се прозорците, отишло нели за воздух. Не знам дали вие помладите го немате тоа искуство, но на времето, кога јас бев уште во основна школа, имаше рестрикции. Тоа беше периодот на стабилизација, го викаа. Тоа беше економска програма на економска стабилизација на Југославија. Имаше рестрикции на струја. Секој ден. На различни места, во различно време. Но секој ден по 8 до 10 часа имаше рестрикција на струја. И обично таа беше навечер. И седевме со свеќи. И знаете, кога ќе запалите една свеќа на масата и се појавуваат наеднаш сенки наоколу под зидовете. И како што се движат луѓето или треперат светилките, и ако си легнат така и ти се дрема, тие сенки имаат така хипнотичко дејство. Знаат да хипнотизират. Знаат уште така повеќе да те внесат. И сета таа атмосфера придонала тоа дете да заспе и да падне. И паднало, пише одолу, мртво. Длабок сон, се помрдна во сонот, падна од третиот кат од високо и го дигнаа мртво. Се некои толкуваат, че велат, бидејќи Павле потоа ќе рече не душата, зборот душа или пневма значи живот. Значи душа, меѓутоа значи и живот. Има двојно значење. Животот се уште во него и од тука излекуваат толкување заклучок дека не било мртво, туку само било несвестено. Но треба да имаме во предот еден друг факт, дека ово извештај го пишува Лука како сведок, а Лука е доктор. И најверојатно, кога сите се симнале доле, трчајки, уплашени што се случило, му дале место, простор на Лука, тој да види што е со детето. Сигурно е бил Павле тој што прв скокнал врз него, или како беше се испружил, или се спушти врз него. И кога Лука вели дека момчето било мртво, тоа е мислење на доктор, тоа е стручно мислење. После се случува тоа воскресение, зашто се стршнале доле луѓето, Павле доаѓа подоцна, како повозрасен. И кога сите лелекат, викат, зашто сигурно Лука им рекол, мртво е детето, тогаш Павле, како по моделот на она што го изучувавме во средите со Илија или Сеј, тука го имаме сличниот, како да кажем, ред. Тој се спушта врз него, го прегрнува и тоа воскреснува. Се, од тука не вадиме доктрини, така ли треба да воскреснува мртви. Не, тоа не е некој модел, но и гледаме Божјата сила и Павле им вели, не секирајте се, не создавајте немир. Туку им вели, немојте да бидете загрижени, обезпокоени, немојте да бидете во немир, немојте да бидете уплашени. Туку бидете спокојни, животот е во него. И тука гледаме и другото суштина од црквата. Грижата. Павле беше поттикнат за тие луѓе. Некои од присутните си го загубија детето во тој момент. Тоа било голем стрес за целата црква. И Павле веднаш тука интервенираше. Секако. Во тоа има Божјо дејство, Божјо чудо се случи. Тоа е знак за апостолството на Павле. Кога тој пише на коринтијаните дека во неговата служба се откриени, покажени знаците за апостолството, тоа е еден од тие знаци, нели, на апостолската служба. Меѓутоа, овде ке имаме и грижата. Кога Павле вели, бидете спокојни, не грижете се. И тој направи се што можеше за да помогне на таа заедница, имајќи во предвид грижата. Тој послужи овдека, не само со словото, туку секако како што можеше. Но овие зборови, што и кажува, не создавајте немир, тоа им дада спокојство, не грижете се, е суштината на христијанството. Во која смисла? Павле им го говореше словото,
за Христос, Христос кој воскреснува, Христос кој воскреснува духовно мртви. И оживувањето што Бог го дава на духовните мртви е оживување не само за овој живот, туку за целата вечност. Затоа, ова изјава на Павле е универзална за христијаните. Што е да се случува? И во смртта бидете спокојни. Немојте да имате немир, зашто вие сте воскреснати. Од смртта. Воскреснати сте духовно, воскреснати сте за целата вечност. Имајте мир, вели Павле. И кога завршува сето тоа, пишува, пак се качуваат горе, прекрши леп, го проба, пак каснал малку Павле, бидејќи било касно, и продолжи да збори. Продолжи да збори до Сабајле. Не знам како може во таа. Јас верувам дека во денешниот свет, после еден таков настан, сите бевме толку узнемирени, што така, ајде да завршиме, нема смисла понатаму да продолжуваме, си одихме дома, да се смириме малку, да ги оставиме луѓето тука со детето. Продолжија до Сабајле да зборат. Ами, имало ли подобар повод да се продолжи да се збори од настанот кој што туку се случи? Има ли подобра паралела за делото на Христос, на духовно оживување од тој настан што туку се случи? И кој би била темата? Што мислите, што збореле до Сабајле? Имајќи го во предвид што туку воскресението на тоа момче. Сигурно тоа што се случи. Како една добра илустрација. Павле, верувам, не е испуштил тоа чудо на Бог да го употреби како тема во која ќе продолжи да збори наутро. Не знаеме што се случува со момчето, пишува дека го доведоа момчето живо горе, останало ли да слуша до утрото, како и да е. Јас претпоставам дека било поттикнато да слуши, зашто тоа е во центарот на настанот на случувањето. Како и да е. И многу ги утеши сите тоа што се случи. Имаше проповед, имаше дејство на Бог, имаше резултат. Беа утешени луѓето таму. И што да кажеме на крајот како заклучок? Колку зборам? Добро. 40 минути. Знаете ли се оној што си го вадал проповедникот часовникот си го ставал секој штука напред. Немало часовници во сала, тој секој тоа го правил. И некој мало си го зел дедото внучето во салата, прв пат, нели, од детското служење, и деца како деца, љубопитни прашуваат, а шо е ова сега, а зошто ова сега, а зошто овој го прават, и дедото објаснува, и во еден момент излегува проповедникот и прво што прави си го ваде часовникот, си го става овдека, и детето прашува, а дедо, а ова што значи? И дедото рекол, ништо тоа не значи. Нема никако значи. Тоа само така си го прави. Си го става часовникот пред него. И он не знае зошто си го става часовникот. Што да кажеме крајот во заклучок на сето ова? Две работи што ги прави црковната древната црква во својата богослужба. Како еден модел ова ни е дадено од самиот Лука. Истрајни беа, како и црквата во Ерусалим, како првата црква, во учењето на апостолите, во тој заеднички живот. Црквата така го спроведе Божиот грандиозен план да биде сведоштво за Христос и на тој начин спасение на душите на луѓето, со тоа што таа црква беше посветена на поуката, на изучувањето, на Словото. Беше гладна за Словото. Кога црквата ќе го загуби фокусот од Светото писмо, кога тоа нема повеќе да биде фокус на христијаните, на службите, туку други работи, како забавата, како сведоштвата се убави. Меѓутоа има црква која што има сведоштва со минути, а проповеда од 10 минути, пророштво или што, или исцеление и сите други работи. А ќе се загуби фокусот од Словото.
таа црква почнува да станува слаба црква, која го нема силата, која нема силата во општеството. Силата доаѓа единствено преку Духот кој действува во неговото Слово. Поуката на Словото е најважниот дел во богослужбата. Едно длабоко, посветено проучување на Словото. Тоа ги држи силни и будни верните луѓе да остваруваат мисијата. Тоа храни душата и дава сила во христијанскиот живот. Исто така одека гледаме Господовата вечера како нешто многу важно. Да, не веруваме дека таа спасува, дека тоа е некакво таинство кое води до спасено, зашто на крајот на краиштата Господовата служба е за спасените. Трпезата е за спасените луѓе. Меѓутоа, како Божја заповед, а и функцијата што има, тие елементи, јадејќи го лебот и виното, на многу опиплив начин тие го внесуваат во нашите мисли делото на Христос, личноста на Христос. Светиот Дух го освежува преку тоа послание, јадењето на лебот и виното, Словото во нас, а Словото осветува, Словото изградува. И тоа е еден убав начин, кога на службата покрај Словото имаме Господова вечера, да се подготвиме, да бидеме сведоците на Христот, на неговото воскресение, на неговата жртва во светот во кој што ќе излеземе во текот на неделата да служиме, да работиме. И уште една работа за заспивањето. Не за заспивањето, може секому да му се случи во црква да заспие. Уморен, не спиел или поради други причини. Меѓутоа, има едно многу пострашно заспивање, а тоа е духовното заспивање. Духовното заспивање кој го парализира верникот и станува неупотреблив за Божјото дело. И предупредувањата што ги даваат, ќе видиме следниот пат Павле на ефеските старешни, Христос исто така, другите апостоли. Предупредувањето што го дава е за будност. Бидете будни, не заспивајте, бдејте. Во параболите, 4 параболи, Христос каже на учениците во кои што клучниот збор беше: бидете будни, бдејте, не заспивајте. Зашто тоа е најголемата опасност. Тоа заспивање не доаѓа преку ноќ. Тоа доаѓа постепено со губењето на гладот, на жетта кон Словото, молитвата, кон општењето со Бог. Христос им рече на учениците во Гециманската градина: молете се со мене, не заспивајте. И што се случи? Сите заспаа до еден. И дојдоа противниците и сите се разбегаа. И дури 3 пати Петар се откажа. Сеќавате на Самсон, кој во таа апатија што го завладеа, му стана пријатно да се заспива во постелата на Далила. Една вечер дојдоа противниците му и секоја косата, ја загуби сета сила. Тоа не се случи преку ноќ. Тоа беше еден процес на заспивање на крајот заспа. Лутер пишува за еден сон што го имал, во кој што ѓаволот, не знам дали е мит или навистина негов запис, но се говори за Лутер, дека раскажувал за тој сон, во кој што го видел како ѓаволот ги собрал неговите демони да дават извештај за нивната работа, и еден од демоните рекол: имаше група христијани кои оде во пустината, кренав силен ветар и песок ги затрупа и сите умреа. И ѓаволот рекол: ништо не си направил. Да, ти си ги убил, ама душата си останала со Бог. Мене ми треба душата, нивната душа. Друг станал и рекол: па и јас така имав сличен случај, видов христијани во еден брод, кренав силен ветар, удри бродот во карпи и сите се исподавија. И ѓаволот пак рекол: ништо, пак ништо. И тогаш станал некој и рекол: па јас со години се борам со еден христијанин како да го заспијам. И конечно успеав. И
тогаш сите воскликнале од радост, зашто извојувале победа. Тоа е голема опасност за црквата, во кое прво забораваме во каква важна служба сме вклучени. Дека ние сме вклучени во едно грандиозно дело, огромно, важно дело. Нема поважно дело на земјата од градењето на црквата, спасението на човечките души. Ке го испуштиме од предвид. Ке испуштиме од предвид важноста на тоа дело, ако нашиот фокус се измести и наместо Бог, неговата жртва, неговото слово, станат други нешта фокус во нашиот живот. Може да биде тоа некаква сигурност, барајќи на други места, може да биде во црквата некаква друга функција да најдеме. Зашто денешната црква пред се станува една социјална институција во која луѓето се ги издуваат своите потреби за дружење, за забава, социјална некоја слаби, нели, гладни и така натаму. И денешната црква бара активностите, дејностите што ги прави, да ги пополни со забавен дел. Тоа да биде привлично забавно. Не е важно дали ќе се говори или како ќе се говори вистината, словото на Бог, учењето. Многу поважно е колку сето тоа ќе биде интересно и забавно. Зошто? Зашто тоа привлекува луѓе. И тоа станува критериум денес за црковниот живот, за успешноста на црковниот живот. Колку таа успеала да понуди активности кои се забавни и привлечни за луѓето. Тоа, знаете, води кон заспивање. Заспаната црква не може да оствари функцијата она што ја вршеше раната црква. Да биде сведоштво и да учествува успешно во тоа грандиозно дело кое Бог го има уште пред вечноста. Да не фаќа апатија на тој пат. Треба ние тој модел што ни го дава новозаветната црква да го заштитиме и да го промовираме. И само така, будни ќе можеме да ги будиме и они кои се уште се духовниото мртвило. Зашто заспаните христијани не можат да разбудат духовно мртви. Само будните во словото, во вистината, во молитвата, во општението со Бог може да бидат употребени за будењето, за оживувањето на оние кои се во духовна смрт. Ке продолжиме во таа насока, бидејќи ќе празнуваме Господова трпеза. Мислам, соодветно е после тие зборови што ја кажа за Господната трпеза, да имаме и Господна трпеза. Инаку се би било безсмислено, би било едно големо лицемерие. Пред да продолжиме, значи ќе се подсетиме и вака на овој начин на Христовата жртва, но пред тоа ќе се помолиме, или може би е добро во повод да прочитаме, да се подсетиме на Христовите зборови, што тој ни ги даде пред да на последната вечер на учениците, пред да се раздели со нив. Ке читаме од Лука. Лука, 22 глава. Што стана сега? Лука. Ако го дојде од 14 стих. Ако го дојде времето, тој седна на трпезата заедно со апостолите и им рече: од се срце сакав да ја јадам оваа пасхална вечер со вас пред да пострадам.
Па затоа ја велам, нема веќе да ја јадам од неја додека не се исполни во Царството Божјо. Тогаш ја зеде чашата, заблагодари и рече, земете и разделете ја меѓу себе, зашто од сега нема повеќе да пием од лозовиот плод, додека не дојде Царството Божјо. Потоа зеде леп и заблагодари, го прекрши и им даде велејки. Ова е моето тело што се дава за вас, правете го ова за мој спомен. Исто така и со чашата по вечерата велејки, оваа чаша е новиот завет со мојата крв, која се пролива за вас.